Што се однесува до седниците, роковите се пропишани и процедурите за свикување седници со деловникот, иако тоа не е пречка формална да биде и во пократок рок свикување на седница на собранието. Во очекување треба да биде, значи, од 7 јуни натаму, во било кој термин може да се свика седница, без оглед тоа дали ќе се однесува на најавените предлози на владата или друга редовна седница која што по дефолт би се свикала по однос на пристигнати материјали во собранието. Но во принцип деловникот пропишува дека на прва наредна редовна седница би требало да се расправа околу извештајот на Комисијата за деловничко мандатни имунитетни прашања по однос на известието што го добиле од мене за недоаѓањето на работа повише од 6 месеци од пратеникот Никола Груевски. И тоа се тие процедури и во тие рокови би требало да се очекува. Значи прва наредна седница која што би била, без оглед дали ќе биде на дневен ред и предлогот на владата, не е спорно на иста седница да се гледа како посебна точка и расправата околу мандатот на пратеникот Никола Груевски. За тврдењето дека тој не можел да се пријавува за оправдан одсутен? Па ја не сакам да коментирам ставови на политички партии. Во државава има власти кои што донеле соодветни решења и одлуки на основ кои дотичниот решил да се оддалечи од државата за да не би издржал судска одлука, односно да не издржи казна, побарал азил и фактот што е надвор од државата на таков начин како што е надвор од државата и побарал и е азилант, сметам дека дава и одговор на прашањето кој што ми поставивте по однос на ставот на политичката партија на која што му припаѓа пратеникот.